Центарот за управување со кризи со полни раце работа изминативе неколку денови во координација на неколку спасувачки екипи по пријава на граѓани во ризик. Од двајцата планинари на подножието на Титоврв, едниот за жал го загуби животот по падот во провалија, додека пак акцијата за спасување на две повредени лица кои што се излизгале со квад моторцикл во правец на селото Алдинци е успешна со извлекување на настраданите и проследување во здравствени установи. Координираните акции на временото интервенирање се чини се клучни за спасување на граѓаните во ризик. Детали за настаните за кои се зборуваше деновиве добиваме ова утро од првиот човек на Центарот за управување со кризи, директорот Стојан Чангелов. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Споминавме, имавте полни раце работа изминатиот период. Она што ни интересира на самиот почеток на разговорот, кога пристигна и двата повици и колку време беше потребно за да ги искоординирате како Центар за управување со кризи сите алки да може да интервенираат навреме? Прво би укажал на еден момент. Да, ние имаме полни раци работа, безмалку секојдневно, но дел од таа работа е невидлива за граѓаните. Ако ви кажам дека пред една недела секојдневно гасевме пожари. Значи, пред само една недела, 2 авиони и 1 хеликоптер на МВР гасеа неколку сериозни пожари, кои што воопшто не предизвика интерес во јавност. Затоа што сега авионите најпосле се исправни. Но, за жал, кога настаните се трагични, кога имаме загрозени или загубени човечки животи, тогаш нормално е вниманието на јавноста да биде насочено кон ваквите настани. Исто така ќе речем, за жал, ние пред 2 дена имавме 2 немили настани, безмалку во исто време, бидејќи во исто време ги добивме пријавите и за двете лица кои што со квадрицикл излетаа во близина на вила Принц и после селото Алдинци, многу потоа, значи во самата планина, и истата вечер двајца планинари се загубија под Титоврв. Каква слика конкретно затекнале екипите на терен и какви информации добивте вие од таму како Центар за управување со кризи? Прво би кажал за двете лица кои што со квадрицикл излетаа, таму бидејќи јас горе-долу ги познавам добро македонските планини, но ваквите настани се мотив повеќе почесто да се движам низ нив, бидејќи кога го знаете местото, имате визуализации и можете полесно да координирате. Значи, вилата Принц се наоѓа, тоа е многу далеко од Скопје и планински предел, и мињата на граѓаните не изначат ништо, но патот е високо во планината, каде што страмнините се по 20, 30, 50, 100 метри, а доле во долот тече една брза планинска река. Лицата со квадрициклот имале несреќа да излетат на место каде што немало дрва. Би рекол 1-2-3 метра голо место без дрвја, тие тука излетале, се работи за една девојка и едно момче, млади луѓе, и потоа со квадрициклот се слизнале надолу. При тоа биле повредени, но да напоменам дека и таа ноќ беше ладна, веќе времето е доста заладено и кај нив дојде и до измрзнување, но веднаш по добивањето на повикот, најблиско за да упатиме таму беше една екипа од бригадата за противпожарна заштита на градот Скопје од автокоманда, и тоа е еден добар тим, добро обучен, со добра опрема, со појаси, со јажиња кои што може да се спуштат до местото, бидејќи ние на почетокот немаме реални информации колку длабоко се во бездната луѓето. Се работи за многу стрмен терен. И исто така, најпрво на лице место стигна екипа на брза помош, нитната медицинска помош, бидејќи до самото место, иако завршува асфалтираниот пат, продолжува земјен пат, тој е доволно добар да може да се движи лесно возило. Значитната медицинска помош, откако стигнала на лице место, забележала дека тие не може да дојдат до повредените и пријавија на нашиот број. Јас комуницирав, мене лично ми се јави раководителот господја Бубало, кој што е раководител нитната медицинска помош, бидејќи ние многу често користиме и меѓусебна комуникација, не само она службена преку мејлови, телефонски пораки и така натака. Наша цел е да бидеме колку можеме пооперативни за да скратиме време, и додека тимот на противпожарната единица се движел кон местото, членови на семејството помогнале да биде извлечено едното лице, додека второто лице е извлечено од страна на пожарникарите од автокоманда, за што голема благодарност до нив и за пожртвуваноста и за спасувањето на човечкиот живот. Потоа нив ги пречекаа 2 возила на идната медицинска помош, беа згрижени
сметам дека немаат некои тешки повреди, но тоа е моментот во кој што ние не навлегуваме. Наши е лицата да бидат спасени, излечени, понатаму се презема здравство. Кај Шарпланина? Овде имавме една многу драматична ситуација, би рекол филмска, една голема несреќа која што потоа се продлабочи. Двете лица најверојатно планинареле кон Тито врв, но поради паѓање на мрак не ја завршиле успешно нивната планинарска тура и за оние планинари кои што знаат помеѓу Тито врв и Бакардан има едно, ние планинарите го нарекуваме седло, место на кое што има снег. Јас вчера рано наутро во 5 часот стигнав таму и овде снегот е околу една педано, тој е замрзнат и исклучително лизгав. Планинарите се изгубиле, се јавиле на 112 и побарале помош. Приказната е долга, ќе се обидам максимално да ја скратам. Веднаш ние се организиравме и испративме, го известивме МВР, кој што ја извести ЕБАРА, специјалците од ЕБАРА, известивме територијалната противпожарна единица од Тетово, кој што имат еден добар тим пожарникари за планинско спасување, ги известивме ДЗС и итната медицинска помош. Половина час подоцна го добивме вториот повив во кој што лицето вознемирено и сплашено кажа дека неговиот пријател, другар со кој што планинарел, му се слошило и се лизнал. При тоа пропаднал во бездна и лицето кој што пријави немаше представа каде се наоѓа неговиот пријател или другар. И веднаш потоа акцијата продолжи да тече, кога луѓето од ЕБАРА стигнале, се обидувам да скратам така да некои детали ќе испуштам. Кога ЕБАРА стигнале на лице место, со нив бил и началникот на СВР Тетово. Старешината од ЕБАРА, не знам дали бил лидер на тим, командир на ВОД, значи старешината кој што го водил тимот за спасување на специјалците од ЕБАРА, се обидол да се приближи до бездната и да погледне каде се наоѓа, дали визуелно ќе го види лицето, иако се работело за ноќно време, сепак имаше полна месечина и од снегот имаше одредена видливост. Но при тоа, пожртвувано, обидувајќи се да види каде е лицето на кое што треба да му помогнат, тој се лизнал. Повторувам, исклучително замрзнато, бидејќи вчера бев на лице. Прочитавме со тешки телесни повреди се. Многу, па имат повреди, да. Се лизнал и пропаднал во провалијата, која што е 600-700 метри, можеби повеќе. Едноставно тој е еден голем, многу стрмен дол. И да нема снег, ако таму се лизнете, тешко дека ќе се задржите. Но 30 на секунди подоцна, началникот на СВР Тетово, кој што исто така се обидувал да погледне каде отишол старешината од ЕБАРА, се лизнал и летнал во провалијата. Летнал на стомак, но имал среќа да удри во една карпа и се задржал за неа, неколку метра подоле. Него веднаш го извлекле, старешината од ЕБАРА извесно време го немало, не се јавувал на повиците на неговите колеги, подоцна после извесно време, кое што за нив трајало, изгледало како вечност, тој се јавил со слаб глас на радиостаница. И потоа продолжува драмата, таму на лице место само иницијативно доаѓа директорот на Националниот парк Шарпланина, заедно со уште еден многу искусен алпинист, и алпинистот одлучува, пробале да спуштат јажење, но нивните јажења од 300 метри не биле доволни и алпинистот, би рекол со исклучително храбро, со дерези на чизмите се спушта до местото, најпрво налетува на лицето кое што е тешко повредено, не давало знаци на живот, а веднаш подолу слушнал гласови како старешината зборува на радиостаница. Но бидејќи било многу темно, не можел да го лоцира каде точно се наоѓа, па ја забележал една мала сијаличка од радиостаницата и така успел да го најде. Старешината бил многу повреден, но за среќа нозете не му биле скршени, ниту раците. Алпинистот постапил правилно, веднаш го мотивирал, му дал малку вода, го стопнал, бидејќи бил премрзнат, температурата беше испод нула. Замислите да лежите во снег, во неко бездна, доцна после полнок, веќе 2-3 по полнок, како и да е успел да го подигне, на рамо со поддржање тргнале надолу кон горна лешница. За тоа време тимови на ЕБАРА од долната страна пришле, се пресретнале над, таму има едно бачило горна лешница, потоа специјалците помогнале да биде пренесен повредениот старешина до возилата кои што се наоѓале кај бачилото, каде што чекале 2 доктори, а ние рано утрото требаше со хеликоптер, значи неколку часа подоцна, ова е во континуитет, ќе одзема многу време, ако кажувам време, хеликоптерот не можеше за жал да полета поради маглата во Скопје, веднаш штом се создадоа услови, хеликоптерот дојде на лице место со тим од тигрите, алпинисти од тигрите, кои што хеликоптерот слета долу во долот, тигрите се излегоа од хеликоптерот во близина на второто повредено лице,
го качија во хеликоптер, за жал во Тетово итната медицинска помош констатира смрт. Вистинска драма се случувала на Шарпланин изминатово денонокија. Она што е за пофалба, иако имаме смртен исход, е дека сите ангажирани алки во системот функционира безпрекорно. Тоа значи дека има добра комуникација и добра координација. Она за што сакам да продискутираме наредниве минути, имајќи ги предвид интервенциите во овој период од годината на планини. Знаеме ли, господин Ангелов, да се однесуваме одговорно на планина? Каков е вашиот впечаток? Јас луѓето би ги поделил на планинари и луѓе кои што пешачат рекреативно. Планинарите ќе ви кажат поточни дефиниции. Јас сум планинар аматер. Секогаш одам со водич, а се осудувам да одам во планина само на места каде што сум бил повеќе пати, обично со сопругата, но кога времето е сончево, во магла, кога имаме облаци кои што се спуштат ниско, исклучително ризично, бидејќи во планина се гине за миг. Патем сите планинари, верувам и сите граѓани знаат дека за еден ден може да се сменат 4 годишни времиња. Во еден момент грее пријатно сонце, само неколку минути подоцна може да заврне дожд или да падне магла. Затоа граѓаните треба да бидат многу внимателни и на нашите планински вровови да не одат без водич или без некој многу искусен планинар. И целата таа материја е добро уредена, но пак ќе кажам дека несреќите се случуваат ретко, иако ние за нас е тоа често, но со тоа дека Македонија има исклучително убави планини и е привлечна дестинација за планински туризам и за целиот Балкан. Нашите планини се питоми, убави, зелени, пријатни за пешачење. Не се само карпести, има планини кои што се само камења, не се пријатни за одење. Но за жал несреќните случаи го привлекуваат вниманието на јавноста, но пред неколку месеци кога бев на Титов врв, имаше цела група од друга држава, европска држава, беа можеби 100 луѓе организирано на врвот, немаше никаква несреќа. Апелирам до граѓаните без водич и без искусен планинар, особено сега, кога веќе имаме снег на врвовите, да не одат и без соодветна планинарска опрема. Еден многу важен момент е човек кој што секој ден оде на водно и е во одлична кондиција. Тој има добра кондиција, но тој не е планинар. Значи, кондицијата не е пресудна, бидејќи во планина треба други специфични знаења, кои што понекогаш ја прават границата помеѓу животот и смрт. Одговорното однесување дефинитивно останува најважно, барем кога се планините во прашање. Предизвик не се само предизвиците, односно интервенциите за спасување на нашите граѓани во ризик, туку и пожарите, особено со тимот на Центарот за управување со кризи. Неодамна на различни локации беше потребно да се организира брза интервенција како не би изгорала поголема површина на вегетација. Тука би ги споменале Скопје, Битола, Прилеп, Кичево, Македонски Брод, Струмица, Кочани, само дел од местата каде што гореше изминатиот период. Особено во текот на ноември, крај на октомври, би рекле, човечки фактор или дело на природата? Што велат вашите податоци? За почеток би подсетил дека до пред 5-6 дена времето беше невообичаено топло. Ние имавме рекордно високи температури и немаше врнежи. Тоа предизвикуваше за продолжување на сувоста на вегетацијата. Обично во безмалку сите случаи се работи за човечки фактор, но тоа е работа на МВР кој што секој пат се обидува да го најдат сторителот кој што го предизвикал пожарот, но оно што го кажав на почетокот на емисијата, пред само една недела, ние гасневме сериозен пожар во близина на патот кон Стража, да и биде појасно на граѓаните. Кога се оди од Гостивар кон Стража, имаше сериозен пожар во кој што ангажиравме 2 авиони. Истовремено на територијата на Македонски Брод 2 дена гаснеше полицискиот хеликоптер. Сериозни пожари, но веќе сезоната на пожари дефинитивно завршува. Врнежите ќе го направат своето и мислам дека можеме да одмориме до следната пролет. Ќе здивнете, барем од тој поглед на предизвиците. Порано кога ни требаше услуга од различна институција, требаше да памтиме различни броеви. Сега е еден универзален 112 на кој што се пренасочува повикот во зависност од тоа што ни е неопходно. Го запаметија ли граѓаните овој број, го користат и дали правилно го користат, бидејќи многу често различни служби знаат да кажат дека граѓаните звонат и кога има потреба и кога нема потреба, а со тоа се разводнуваат екипите, па унамо можеби каде што е најнеопходно, нема екипа за да пристигне. Во просек на бројот 112 дневно добиваме по околу 1500 повици. Некојаш може да се 1300, некој пат повеќе од 1500, но околу 80% од нив се лажни. Не се сите лажни злонамерни,
Понекогаш луѓето прават грешки, мислики дека на бројот 112 ќе добијат одредена услуга. Понекогаш и медицинска, ќе побарат медицински совет на 112. Но нашите оператори имат наредба да бидат љубезни со граѓаните и секогаш кога можат да и помогнат, па дури и кога прашањето не е најсоодветно за бројот 112. Кога граѓаните не се злонамерни, се јавуваат за некоја мака. Ако операторот кој што се јавува знае да му помогне, ќе го насочи каде да се јави. Доколку повиците се исправни, тогаш ние ги пренасочуваме во МВР, во итната медицинска помош и во територијалните противпожарни единици, со тоа што понекогаш ние во тие повици истовремено може да бидат препратени на неколку места. Ако имаме комплексна ситуација, например пожар во зграда, самиот оператор може истовремено да испрати и брза помош и полиција, се разбира на прво место противпожарна единица. Значи, нашиот оператор може да направи конференцијски повеќе, одеднаш да се слушат и пожарникарите, и итната медицинска помош, и полицијата заради подобра организација. Се разбира дека се работи за нов систем кој што повеќе од 10 години државата се обидувала да го воспостави, но еве пред една година успеавме со, пак ќе кажам, многу силни напори, политички лобирања, професионални лобирања. Многу тешко беше да профункционира бројот 112. Постоеше и одреден отпор и кај самите субјекти кои што требаше да бидат вклучени, но сега тие ја гледат предноста на бројот 112. Некои од субјектите се чувствуваа недоволно подготвени да влезат во 112, но сега ние сме брана. Бројот на повици во итната медицинска помош драстично е намале, бидејќи ние ги ловиме погрешните и злонамерните повици. И тие завршуваат кај нас. Патем да укажам дека ние ги снимаме сите повици, потоа можеме да ги преслушаме, доколку има поплака, ние може да го преслушаме повикот. Сепак се работи за нов вид на служба, секогаш може подобро, но досега ние немаме некаква сериозна несакана ситуација со секторот 112, бидејќи овде јас лично ги одбрав најдобрите, би рекол, раководители од Центарот за управување со кризи и сфорсирав неколку луѓе кои што имат завршена воена академија, имат добро професионално искуство по 15 години во Центарот за управување со кризи, некои од нив и во армијата, но беа на еден начин запоставени или, како што јас на шега зборувам, ги извадив од подрум. Тоа беа луѓе кои што не беа употребени така како што треба, со една добра мотивација и се разбира и со една мала финансиска стимулација, бидејќи во секторот 112 и оние останатите служби кои што директно работат поврзано со бројот 112 има 30% зголемена плата, тоа дополнително ги стимулира, но за нас од СУК безбедноста на граѓаните или safety first, безбедноста на граѓаните е секогаш на прво место. Нашите служби треба да ги прифатат повиците од граѓаните, потоа доколку повикот не е директно за полиција, брза помош или противпожарна единица, ние го препраќаме во нашиот сектор за операции и комуникации на Центарот за управување со кризи, каде што нашите професионалци го координираат понатаму. Доколку се работи за било каква сериозна ситуација каде што е загрозен човечки живот, јас лично ја преземам координацијата. Во овој момент имам уште неколку лица кои што извонредно ми помагат и од нив успеав да изградам инцидент командири кои што може да координираат со инциденти. Еден од нив е Горан Стојановски, раководител на секторот за операции и комуникација, кој што го донесов од Куманово, работеше во Куманово на многу пониска позиција, има одлично искуство, го донесов да го води овој сектор и резултатите се изворедни. И сосема наку со оглед на тоа што времето не гази, за онаа тема која што ја начнавме пред почетокот на овој разговор, има забележан тренд на зголемување на нападите од кучиња скитници и тоа бележи вашата статистика, 3660 напади за последниве 3 години. Велите, решението е масовна стерилизација на уличните кучиња. Каква е соработката со надлежните институции кои што паралелно треба да работат на решавање на оваа тема? Од тие 3660, 500 деца за 3 години, тоа е голема бројка. Прво, ние во ЦУК имаме хуман однос кон животните. Јас ги сакам животните, ги сакам кучињата, ги сакам и уличните кучиња. Мене уличните кучиња не ми сметат. Понекој пат знам да погалам некој улично куче, но некои од нив понекогаш се агресивни. Причините за агресија понекогаш може да бидат испровоцирани од луѓето. Луѓето да се исплашат, па да земат стап, да мавнат со камен и кучето буквално да нападне бранејки се себе си или своите кутриња, но за нас тука веќе тоа е ирелевантно, бидејќи јас ги сакам кучињето, но повеќе ги сакам луѓето. За нас на прво место се безбедноста на граѓаните.
гледајќи дека овие институции кои што се надлежни за справување со проблемот со бездомните куќиња или уличните куќиња не се доволно координирани помеѓу себе, свикавме координативна средба која што ја прифатија со задоволство. Координативната средба беше исклучително корисна, веќе одржавме 3, на неа присуствуваат од сите надлежни институции како што е градот Скопје, ЗЕЛС, Лајка, Анимал Мунди, ветеринарен факултет, Агенција за храна и ветерини и така натака. Со еден збор ги разгледавме сите можни начини за справување со овој проблем. Треба да се изгради една долготрајна стратегија, но додека ние градиме стратегија, секој ден имаме каснати луѓе. Денот кога ја имавме пресконференцијата за бездомни куќиња, да биде иронијата поголема, од куќе беше нападнат и искасан вработен во ЦУК Тетово. А истиот ден имавме напад на куќе кој што има собственик и сериозно беше повреден возрастен човек на кеот на Вардар. Значи, масовната стерилизација дава брзи резултати, бидејќи со стерилизацијата куќињата се третират, значи залови, се фаќа куќето, потоа медицински се средува, се вакцинира, се бележи, се стерилизира за да не може да се размножува. Тоа е еден хуман третман кон куќињата, тие се враќат на улица, би рекол поздрави од претходно, само не може да се размножуваат и на тој начин може да ставиме контрола врз популацијата. Имам уште многу што да кажеме. Последното прашање во 2 реченици ќе ве замолам. Невремето кое што се случи во септември ги стави на тест сите институции пред се ажурноста на Центарот за управување со кризи. Што во моментов е најнеопходно на Центарот за управување со кризи како би станал квалитетна и добра прва SOS-алка на граѓаните? Во овој момент не можам да се пожалам, имаме огромна поддршка и од премиерот, и од целата влада, така што со оние ресурси кои што ги имаме, свесни за економската криза во која што се наоѓа целиот регион на Европа, се разбира и Македонија, ние сме внимателни во нашите побарувања. Во овој момент имаме побарување за преземање на 9 лица, се надевам на позитивен одговор од Министерство за финансии, значи не вработуваме нови лица, лица кои што работат во други институции, ги земаме кај нас, повеќе ги мотивираме и тие дават поголем резултат. Благодарам многу за гостувањето во Македонија на утро. Благодарам.